Еве еден голем јубилеј, невладината организација КАМ одбележува 20 години постоење на Светскиот ден на ромите, значи еден двоен јубилеј што би рекле, со многу гости од Берово, Делчево и околината, Виница, многу други гости кои што дојдоа да го одбележат овој ваш јубилеј, подготвивте и награди. Сигурно во овие 20 години не беше лесно да успеете да се издигнете во една невладина организација која и тоа како им значи на оваа популација. Секако дека 8 април Светскиот ден на ромите, кој што е меѓународен ден, кој го означува првото меѓународно ромско организирање, е ден кој што значи за нас потик како организација во изминатите 20 години да се организираме, да работиме заедно во интерес на ромската заедница, да го подигнеме свеста, да го подобриме образовното ниво кај нив, за да можат истите да имаат поквалитетен живот, за да се интегрираат во општеството. Вечерно како организација, за да го стимулираме образованието, поделивме награди за најдобри ученици од средното и од основното образование, каде што од средното образование општината Делчево е додели наградата, а од основно образование за 20 најдобри ученици е додели наградата на младината организација КАМ. Оваа година воспоставиме нова пракса и за нови 10 социјални случаи доделуваме ваучери од социјални пакети, се со цел да помогнеме на тие најранливи семејства. Се надевам дека вечерашната организација, која што е поприлично посетена од сите градови, како што рековте, од Кочани, Виница, Штип, Куманово, Скопје, Хрватска, Виена и така натаму, ќе се повтори во наредниот период, така да оваа втора регионална средба ќе пренесе во традиција, ќе можеме да се организираме и од тука јасно да испратиме пораки до сите граѓани, до сите институции дека ромите и покрај се граѓани на оваа држава кои ще се лојални, придонесуваат, меѓутоа ќе треба да им се излезе во пресвети на нив. Забушено прашање, реализиравте 70 проекти за овие 20 години, на што ќе се фокусирате годинава како невладина? Пред се фокусираме постојано ние на домувањето за како еден од горливите проблеми, меѓутоа образованието е наша основна цел. Вработувањето секако е потик за нас. Овие три цели се во моментот доволно кои што можеме ние и сметаме дека можеме да ги носиме како терет. Нека се множат. Благодарам и поздрав уште еднаш до сите.